Од 1 јули на сила стапуваат новите цени за електричната енергија. Регулаторната комисија за енергетика најави пониски цени на струјата за помалите потрошувачи, додека останатите блокови кои трошат највеќе ќе плаќаат поскапа струја. Намалена е и цената која се плаќаше за мрежарина, а која во изминатите месеци беше повисока и од цената на струјата. На оваа тема ќе зборуваме со нашиот денешен гостин во студиото, господинот Марко Бислимовски, председател на Регулаторната комисија за енергетика. Добар ден и добре дојдовте. Добар ден и добре ве најдов. Благодарам за поканата. Какви се на почетокот реакциите на граѓаните за она што го кажавте на пресот? Значи, Регулаторната комисија за енергетика по втор пат ја намалува цената на електричната енергија за домаќинствата. Во декември тоа беше околу 3,5-4%, сега исто 4,26%, дополнително во декември ја намаливме и цената за малите потрошувачи за 20%. Така да све што е во рамките на надлежноста на Регулаторната комисија за енергетика, ние го спроведуваме и дополнително воведовме, повторно ја враќаме ефтината тарифа, која што ќе може да користат граѓаните од 1 декември оваа година. Кога сме веќе кај ефтината тарифа, најмногу се реагира на враќањето на ефтината тарифа на струјата. Веројатно граѓаните очекуваа нејзино враќање, можеби сега во летниот период, кога веројатно ги користиме најмногу и системите за разладување. Значи, вообичаено најголемата потрошувачка на електрична енергија почнува со грејната сезона кога започнува и таа некаде со останатиот дел на годината е поголема за 2 пати. Кога ја укинавме ефтината тарифа, јас ветив дека тоа што можеме да го направиме, во првата следна шанса да ја вратиме, дека ќе ја вратиме. Инаку се сеќавате дека ефтината тарифа беше укината во 2012 година и ја немаше... Не, во 2012 беше прво укината, тоа беше една ефтина тарифа која што важеше во државата од секогаш. Тогаш мислам дека имаше голем дел од граѓаните не беа информирани, поради тоа што едноставно такво беше времето. Таа е вратена потоа во 2017, кога не зафати сериозна енергетска криза, беше укината и по година, речиси по година и половина, повторно ја враќаме ефтината тарифа за граѓаните, имајќи во предвид дека овие граѓани во државата со нивни средства, со нивни пари, со одвојувања ги изградиле и термоелектраните во Битола, и термоелектраната во Осломе, и хидроелектраните, така да според мене тоа е право кој што граѓаните треба да го користат и повторно ќе започнат да го користат. Имавме одредени технички проблеми за да не започне тоа од 1 јули. Тие се надминати и од 1 декември, кога реално има најголема потрошувачка на електрична енергија, ќе почне да се применува ефтината тарифа. Инаку, доколку ги анализирате земјите во регионот, во опкружувањето, во ниту една земја нема ефтина тарифа во текот на денот, единствено се уште постои во еден дел од Босна и Херцеговина, тоа е во Федерацијата на Босна и Херцеговина. Инаку во Република Српска, како најголем извозник, како дел од Босна и Херцеговина, како најголем извозник на електрична енергија во регионот после Бугарија, се уште не постои ефтина тарифа. Така да, мислам дека се прави еден обид, еден спин, одлагањето, нешто што е исклучително позитивно за граѓаните, да се представи како нешто лошо. Но тоа е тоа. Ние, и јас се научив да живеам со такви работи и тоа. Верувам дека вработените во Еванот имаат полни раце работа, бидејќи околу 650.000, мислам дека се, или поправите ме ако грешам, броила треба да се вратат. Околу 700.000. Ете така. А според некои ваши пресметки, враќањето на ефтината тарифа на електричната енергија може да ја намали сметката за струја дури до 5%. Така, бидејќи за домаќинствата. За домаќинствата, и таа е воведено исклучиво за домаќинствата, и верувам дека пред се оваа одлука за ефтината тарифа е од 13 до 15 часот. Очекуваме многу да им помогнеме на нашите пензионери. Има и други категории на домаќинства кои што ќе можат да искористат, и тоа значи многу, затоа што тие киловат часови кои што ќе ги потрошат во ефтина тарифа, нема да им влезат понатака во
ниту еден од блоковите каде што цената е многу повисока. Чекор по чекор значително се зголемува. Она што го најавивте е пониска цена на струјата, но останува прашањето што со ДДВ-то. Иако тоа не е во ваша надлежност, мора да заклучиме, се додека не знаеме што ќе се случува, дали ДДВ-то ќе се врати на 18%, цената на струјата не ни изгледа баш дека ќе биде поевтина. Цената на електричната енергија без ДДВ за домаќинствата е намалена за 4,26%. Но јас како граѓанин ја добивам крајната сметка и го има и ДДВ-то. Има ДДВ-то. Тоа ДДВ сега треба да се, вообичаено беше во Македонија, да биде 18%, па се намали на 5%, па потоа од 5 на 10% и сега повторно на 18%. Јас го кажав јасно мојот став, дека сметам дека не е време да го враќаме ДДВ-то од 10 на 18%, но тоа е тоа. Најверојатно и буџетските приливи треба да бидат подобри и мислам дека просечно едно домаќинство, вклучувајќи го ДДВ-то, зголемувањето е 2,5% и дека реално тоа не би требало да представува проблем. Тоа што можевме да го искористиме во нашите пресметки, апсолутно го искористивме, благодарејќи на тоа што ЕСМ понуди пониска цена на универзалниот снабдувач за 5-6%, понуди пониска цена на дистрибутерот на електродистрибуција за 10%, исто така и за загубите во МЕПСО понуди пониска цена на електрична енергија и сето тоа овозможи да донесеме оваа одлука да се намали цената за домаќинствата за 4,26%. Кога сте веќе гостин во студиото, а е многу актуелно да во последниот период да се зборува за обновливите извори на енергија, мора прво да кажеме дека вие како регулатор, регулаторната комисија за енергетика ги издава лиценците за снабдување со електрична енергија. Чинам дека досега како комисија имате издадено 70 на лиценци, од нив 20 на се активни. Што со оние што се неактивни? Тие што не се активни. Тие нит прават купување на електрична енергија, ниту продавање. Инаку во однос на пазар конкурентен на електрична енергија, нашата земја, Македонија, е најдобро рангирана во овој дел на Европа. Тоа не зборам само за земји кои што не се членки на Европската Унија, туку и за земји членки. Споредено со и Бугарија, споредено и со Хрватска, споредено и со Словенија, имаме најголем број на активни снабдувачи со електрична енергија, што е основен предуслов за да имаме конкурентен пазар на електрична енергија. Значи, ние издаваме лиценци, тие кои што планираат да продаваат и купуваат електрична енергија го прават тоа се негде околу 20, останатите се лиценци кои што се во мирување и тие имаат важност од 10 години. Инаку интересно е ова, во Европската Унија, во голем број на земји, членки на Европската Унија, воопшто не се издаваат лиценци за снабдување или за трговија со електрична енергија, туку се издаваат само за мрежни активности, за пренос, за дистрибуција на електрична енергија, така да таму може да се занимава со снабдување и трговија со електрична енергија било која компанија која што понатака операторот на пазарот ќе регистрира. Так. Производството на енергија од обновливи извори за продажба на пазарот на струја и за сопствено користење. Дали имаме, сега не зборувам за фирмите кои што нели имаат кои што произведуваат електрична енергија за продавање, туку дали постои кај физичките лица можност и колку е тоа застапено кај нас? Интересот кај домаќинствата кои што поставуваат фотоволтаици, максимално кај нас е дозволено 6 киловата, се повеќе и повеќе се зголемува и со притисокот што го правиме со високата цена за четвртиот блок и тоа повеќе и повеќе ќе расте и од таа работа повеќе нема бегање. Во Македонија има нова реалност, имаме се повеќе и повеќе производство на електрична енергија од фотоволтаици. Од 1 јануари 2022 до сега само фотоволтаици се околу 210 мегавати, од кои што 110 мегавати
самите компании кои што им треба електрична енергија се ги поставија на своите кровови и тоа и како им помогна да се справат со енергетската криза, која што беше за жал една увезена криза и овој тренд нема да запре. И тоа е добро. И тоа е одлично и самите бројки го кажуваат тоа. Во првите 5 месеци од кога е независна Македонија, односно кога почнало да увезува електрична енергија, имаме увоз, значи тие се најбитни месеци јануари, февруари, имаме најголема потрошувачка споредено со ноември и декември, увозот на електрична енергија, вкупен увоз и за регулиран и за слободен пазар е сведен на 12% и тоа до сега никогаш не се случило. Некаде бил од над 20% во зависност од хидрологијата па до 35-36% и тие се бројки кои што покажуваат дека и ние можеме одлично да се организираме кога сме соочени со проблеми. Што станува, што се случува кога фотоволтаици вградува велам физичко лице, дали тие 6 киловати ќе му помогнат само за намалување на неговата сметка? Тоа помага за намалување на неговата сметка и таа електрична енергија што ќе произведе тој фотоволтаик на некоја куќа, уствари ќе биде електрична енергија која што нашиот најголем домашен производител ЕСМ ќе нема потреба да ја продаде на регулираниот пазар, туку може да ја продава на слободниот пазар по многу повисоки цени. Инаку во овој дел со ограничувањето од 6 киловати, мислам дека треба да го трнеме како држава и да одеме колку што има можност да се постави на кровот, тоа да се постави, имајќи во предвид дека тоа тие фотоволтаици немаат проблем со приклучок, и заради самата потрошувачка има приклучок и поврзано со мрежата и тие се најдобри фотоволтаици кои што и самите компании што ги поставија на кровови не предизвикаа никакви проблеми на самиот систем. Како за крај на разговорот, јас би се надоврзала на она што вие го кажавте, тоа е дека увозот на електрична енергија е намален, енергетската криза веројатно е завршена со оглед на тоа што имавме и обилни дождови, вештачките езера се наполнети со вода, се повеќе фотоволтаици, ветерници, ветерни паркови се градат. Вашите очекувања за периодот што следува? Значи, ние енергетската криза од аспект на цена не заврши. Таа се стабилизира негде околу просечно ниво на година, околу 130-40 евра. Тоа е за повеќе од 2,5 пати повисоко од нормалните години, но тоа е тоа. Треба да живееме со тие цени и сите анализи кои што ги гледаме, кои што ги прават. Исправете ме, се извинувам што ве прекинувам, исправете ме ако грешам, но мислам дека до пред неколку години, барем оние кои што одлично ја познаваат оваа проблематика, велеа дека имаме ние нереално ефтина цена на струјата во државава. Па да, за жал, во одреден период намалено домашно производство, зголемени потреби од електрична енергија и сето тоа доведе во ситуација да влеземе во еден проблем. Кон крајот на 2021, цената на струјата неконтролирано започна да расте. Ние домашни капацитети пред се поголеми, за жал, не изградивме во независна Македонија и сето тоа не доведе во една исклучителна лоша ситуација, но тогаш се превземаа низа на мерки кои што помогнаа да се горе-доле да се стабилизираме и треба да живееме со оваа нормално, со овие сериозно повисоки цени, бидејќи сите предвидувања кои што гледам дека се прават, тоа е тоа. Цената може да падне до околу 100 евра за мегават час, како просек. Во летните периоди секогаш ќе биде пониска, особено во текот на денот, а и во зимските во текот на денот заради фотоволтаиците не само во Македонија, туку и во опкружувањето и во Европа паѓа, но започнува да расте од 19 часот па натака, но тука има нови технологии и конечно е време ние оваа нова реалност што побрзо да ја прифатиме и да почнеме да се однесуваме и да носиме мерки согласно новата реалност. Да очекуваме дека термоелектрани ќе не решаваат проблеми, не можеме да очекуваме. Доаѓа период кога и земјите од Балканот ќе почнат да плаќаат дополнителни трошоци за термоелектраните за CO2 емисии и инвестициите во обновливи извори и во батерии
ќе ни помогнат да си го решиме проблемот. Инаку, денеска излезе државниот ревизор со последниот ревизорски извештај за енергетскиот систем во време на енергетска криза и неговите заклучоци од таму се ограничени необновливи енергетски ресурси и застарени капацитети кои не можат да обезбедат стабилност во производството на електрична енергија. Токму заради тоа треба да се завртиме кон обновливите извори на енергија. Јас ви благодарам што денес бевте заедно со нас во емисијата во живо на Македонската телевизија. Се надевам да имаме можност да се видиме и друг пат.